Резултатите од првата рунда предизбори на француските социјалисти покажаа дека трката за претседателски кандидат на левицата ја продолжуваат поранешниот министер за образование Беноа Амон и поранешниот премиер Мануел Валс. Првиот релативно непознат во политиката и симнат од власт од страна на владата под претседателот Франсуа Оланд. За сега води со 36,1% од гласовите пред Валс кој освои 31,2%. Со тоа што ме доведовте до победа, пративте јасна порака за надеж и промена, желба да запишеме ново поглавје во историјата на левицата и на Франција. Преку разговорите со францускиот народ за време на кампањата, дојдов до заклучок дека треба да им ставиме крај на старите начини и политики, старите одговори кои веќе не функционираат. Вечерва почнуваме нова кампања. Пред нас и пред вас е јасен избор. Меѓу сигурен пораз и можна победа, меѓу ветувања што се неосновани и не може да се исполнат, и левица која е веројатна и се соочува со задачите на земјата. Предизборите беа отворени, ништо не беше наместено и се беше можно. И за втората рунда ништо не е врежано во камен. Амон и Валс ќе се соочат наредната недела на гласање кое ќе го одреди претседателскиот кандидат на левицата. Но кој да победи, се соочува со речиси невозможна задача да им ја донесе победата на социјалистите. Анкетите покажуваат дека владеачката партија нема големи шанси кој да биде кандидатот и дека борбата ќе се води меѓу републиканецот Франсуа Фион и крајно десничарката Марин Ле Пен. Високо на анкетите котира и Емануел Макрон, поранешниот министер за економија на социјалистите, кој се кандидираше како независен.